Благодарам председателя. Како потписник на ова законско решение, сакам да се надоврзам на колегата Малиша и да појаснам за јавноста дека на Комисијата за политички систем, која што се одржа пред малку, ја донесовме и ја утврдивме со консензус потребата за донесување на кривичниот законник. Станува збор за измена во 15 члена во законот, со одредени измени се врши усогласување со Истанбулската конвенција. Дел од измените се на барање од Уставниот суд, како што спомна и почитуваниот Сали Мурати. Со овој закон практично правиме бајпасирање на одредени правни празнини, а во моментов во Министерството за правда се работи на комплетен закон, за кој секако ќе биде свикана јавна расправа и ќе се слушне експертското мислење, како и соодветни амандмани кои што би требало да се внесат, да се вметнат во законското решение, како би било поефикасно и во интерес и во полза на македонските граѓани. Токму заради тоа сакам само да појаснам дека предлог на законот и во него содржаниве законски решенија се неопходни како правни механизми за да се отстранат идни евентуални штетни последици од оние законски измени на кривичниот законник кои што биле донесени во 2023 година. Да, точно е дека Уставниот суд поднесол барање за измена уште во 2021 година. Не како што кажавте подоцна, меѓутоа тие измени не се нашли на дневен ред во собранието и токму заради тоа, заради овие причини, заради исправање на сите срамни одлуки кои што се донесле со кривичниот законник во 2023 година, ги правиме измените на кривичниот законник кои што ќе бидат привремено решение до донесувањето на комплетното законско решение за кое што ќе биде слушнато експертското мислење. На крајот со овој предлог на закон за изменување и дополнување на кривичниот законник, уште еднаш ќе повторам, вршиме усогласување со решението од Уставниот суд донесено на 12 февруари 2025 година. Благодарам.